Со 5 од 6 надпревари се одигра 13-тото коло на втората футсал лига на Македонија. Лидерот Малаекс од Штип забележи уште една висока и убедлива победа на патот кон враќање во првата лига. Штипени забележаа победа против Партизан Југ во Бравеница, каде триумфираа со 4-7 во меч каде Иса Дурмишов постигна 4 поголици за штипскиот тим и ја водеше екипата до нова победа. Ланскиот прволигаш Карадако на домашен терен забележа пораз од ССК Скопје со резултат од 4-7, а светла точка за домашниот тим беше Зейнула Мустафи кој постигна хет-трик. Балка на домашен терен ја оправда фаворитската улога со голема победа над Конзули од Битола, а резултатот беше 8-4. Енис Реджепи постигна хет-трик за домашниот тим, Кадер Јамза и Ибрахим Али беа двојни стрелци, а Балеки постигна еден гол. Во Свети Николе беше забележана најголемата победа во оваа рунда, откако ланскиот прволигаш Овче Поле со високи 10-3 го декласираше тимот на Енхелон од Струга. Домашна победа во рамки на оваа рунда забележа Се Университет откако ја доби Каршијака во меч со 11 поголици за конечни 7-4. Надпреварот меѓу Кратово и Прилепска победа не се одигра. Мечот беше закажан да се игра во спортската сала Софија Петровска во Пробиштип, но по чекање од 30 минути кустинската екипа не се појавила на теренот, а на теренот биле присутни лекар, службени лица, односно суди и контролор на мечот, како и домашната екипа. Така е наведено во записникот од мечот. Лидер на табелата е Малаек со 33 бодови на своето конто, на второто место е Балкан со 27 бодови, потоа следува Овче Поле како трет со 25 бодови, а пак Кораби на четвртото место со 22 бодови. Првите две места водат директно кон првата футсал лига на Македонија.